Дождливото време ова и најавите за дожд и наредната недела се добредојдени за македонскиот аграр. Експертите велат дека најмногу значајно е за пченицата, но и за останатите култури. Се пред се благопријатни или добродојдени за житните култури. Знаеме дека житните култури веќе се во фаза на братење, односно класење, формирање на класење, као што се пченицата, јачмен, рж и така натаму, и ваквиот влажен бранос од дождот е благопријатно за нивниот развој. Исто така, дождот што паѓа во овој период, пролетен период, е добродојден и за другите култури, како што се во овоштарството и лозарството, иако во лозарството се уште вегетацијата не е започната. Може да се нагласи дека покасно дождливото време што сега владе ќе допринесе и позитивно ќе даде во однос на развојот на другите култури кои што ќе се покасно развиват. Освен за аграрот, водата е важна и за зголемување на хидропотенцијалот на водните ресурси. Затоа што знаеме дека после дождливиот период може многу лесно, особено во месец мај и јуни, да дојде и подолг период на суво време, што пак во колку нема овој дожд, негативно ќе се рефлектира врз развојот на самите култури. А исто така е добродојдено за полнењето на акумулациите, затоа што не знаеме каков летен период не чека што е пред нас. Според синоптичарите, пониските температури проследени со дожд се очекуваат до наредната среда, пошто ќе следи период на стабилизација на времето.